Тоа е бесмислено, да се откажеш да заборавиш што веќе си направил. А може ли? И ви веќе сосема се замислев. Токму серијата носи пари. Денес отворивме нов вектор развој компанијата Аеронова. Вие превезувате практично 99 од товарите што постоја. Здраво! Вие сте на каналот Дирижабли на новата генерација. Јас сум Јулија Шишкина. Денес ќе разбереме структурата на бирото. Денес конечно ќе се разбереме во структурата на конструкторското биро Аеронова, кој кому е шеф, кој чии подреден, кој со што всушност се занимава. Исто така, ќе слушнеме едно од мислењата за векторот на развој на компанијата во целина. Прашање ќе поставуваме на раководителот на конструкторското биро Аеронова Борис Ивченко. Здраво! Добар ден! Ајде прво да разбереме, навистина кои сте вие во конструкторското биро. Во предпријатието има одделение Инженерски центар, чиј раководител е Федор Константинов. Инженерскиот центар ги обединува фактички сите инженерски активности на предпријатието. Сметководството, правниците и другите, тоа е одделно. А Инженерскиот центар, тоа е идната основа на предпријатието, тоа е развој и производство на дирижабли, разни тестирања и лабораториски и природни. Тоа значи дека целиот цикл на создавање на било кој објект, летало, вклучувајќи дирижабл, се состои во тоа што најпрво треба да се развие, да се издаде конструкторска документација, да се пресмета, да се извршат сите пресметки. Потоа да се спроведат некои лабораториски испитувања, макети, модели, конечно да се избере, да речеме, обликот и состанато, потоа да се издадат работни цртежи, според нив да се изработи пробен примерок, да се испита како на земја, така и во лед, во воздух. И потоа да се коригира конструкторската документација според резултатите од испитувањата и потоа веќе може да се оди на сертификација, веќе може да му се даде живот на дирижаблот, веќе може да се експлоатира. Вистински. И во овој циклус, прво, интересно е колку време поминува и колку луѓе, поточно, не колку луѓе, туку луѓе од кои специјалности се вклучени. Конструктор, 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 конструктор. Зошто се толку многу? Тие сигурно извршуваат различни функции. Кои се тие? Значи, за Инженерскиот центар. Во Инженерскиот центар, веќе кажав дека сега кај нас се како да е концентрирано и всушност конструкторското биро. Тоа се, всушност, луѓето кои пресметуваат и проектираат и на крајот издаваат цртежи за дирижаблот. Таму исто така е концентриран и производствениот дел, тоа се луѓето кои ќе го изработуваат. И таму има лаборатории кои делумно тестираат одделни елементи. Значи, сега сето тоа е инженерски центар. Со текот на времето, во него треба да се формира, како што велиме, конструкторско биро. Тоа се, всушност, развивачите на дирижаблот. Тие што го развиваат, изработуваат цртежи, прават пресметки и го предаваат на производство. Одделно ќе биде производството, одделно развивачите. И одделно испитен, испитен или летноиспитен, летноиспитен комплекс. Испитувачите ќе бидат одделно. Сега сето тоа е во таков збиен формат. Да, нас има малку. И тоа е правилно, бидејќи, прво, нема толку многу луѓе кои се разбираат во сето ова. И сите одеднаш да се соберат е тешко. А и не е потребно. Бидејќи, ако ги собереме сите, немаат задачи, тие засега нема да бидат ангажирани. Испитувачите, засега нема што да се испитува. Производителите, исто така нема што да се произведува. Да, некои посебни специјалисти, посебни луѓе, раководители треба веќе да се појавуваат, бидејќи тие треба да ги подготвуваат испитните стендови и некои методики на испитување. Истото важи и за производството. Не се будиш наутро и се готово, такво нешто не се случува. Тие треба да внесат некои своји корекции пред да се потрошат парите. Да, на нешто фактичко.
Не, дури и тие треба за почеток да разберат каде да произведуваат, на каква опрема. Да ја изберат таа опрема, ако ја нема. Ако го има, значи некаде да се монтира и да се набави таа опрема. Исто така, некоја опрема се доставува половина година, можеби и повеќе, па некои сериозни, големи машини. Значи, во овој момент не ќе произведуваме сами кај нас, туку ќе го поставуваме кај оние кои веќе го имаат тоа. Но, планираме многу нешта сепак со време да ги произведуваме сами. Јасно е дека не ќе произведуваме, нема да бараме руда, нема да лееме метал, но веќе некои работи блиски до дирижаблот, особено поврзани со обвивката, бидејќи тоа е специфично производство. И тука може да не се најде некој што се занимава со тоа. Затоа нешто треба сами да развиваме, нешто во кооперација со други предпријатија. Раскажете за вашата работа во конструкторското биро. Значи, сега точно разбираме дека вие сте раководител на конструкторското биро. И како да разбереме кој кому е шеф, кој со што се занимава, кој за што е одговорен, што е најважно. Има Зубкевиќ, има Константинов, има вас. Има, можеби, уште некои шефови за кои не знам. Да, одамна се занимавам, веќе повеќе од 40 години, со воздухопловство и конкретно со изградба на дирижабли. И почнав, завршив Московскиот, тогаш уште висок технички училиште именувано по Бауман, се запишав на постдипломски студии, се одбранив и потоа ме поканија да работам во Долгопрудненското конструкторско биро за автоматика, така наречено ДГБ. Тогаш тоа беше единственото во Советскиот сојуз што се занимаваше со воздухопловство. И токму таа година им беше доверено да се занимаваат со дирижаблите. Се викаше П1-2 и тие многу долго се занимаваа со тоа, но на крајот него изградија, Советскиот сојуз се распадна и такви беа последиците од тоа. Но јас дојдов како млад специјалист и работев во пресметковното, научно-истражувачкото одделение. Потоа, по неколку години преминав, вкупно работев таму 7 години, преминав во проектниот оддел, каде што конкретно проектиравме дирижабл и бев раководител на секторот, пресметковниот. По заминувањето од Долгопрудненското за автоматика, на почетокот, во 1990 година, тоа беше уште пред распадот на Советскиот сојуз, беше создадено такво предпријатие, таму заминаа млади, активни луѓе. Тоа беше предпријатие наречено Дирижаблестрой СССР. Тоа беше како возобновување, во 30-тите години постоеше предпријатие со такво име. Беше создадено со одлука на Министерството за авиациска индустрија ИЦК-ВЛКСМ. И ние таму, еве јас вклучително, преминавме таму. Имаше 10 луѓе, само што почнавме да се развиваме. И во тој момент се случи распадот на Советскиот сојуз и како да се занимавме веќе со комерцијален обид за дејност. Така, во тој период, кога распадот се уште не се случи, се обративме за ткаенина за дирижабл во Франција. Таму една фирма Расрт и тие ни предлагаа на сите нас да се преселиме под Париз, беа подготвени да организираат предпријатија СС. Но ние некако тогаш. Беше страшно уште на почетокот на 90-тите години, малкумина некаде заминуваа, ние некако одбивме. Иако животот не беше лесен во 90-тите. Па, знаете, тогаш само што започнуваше тој тежок живот. Тоа беа само нејзините предвесници тогаш. По 90-тите години, такви немирни години за нашата земја. Таму веќе воопшто не беше до дирижабли. Знаете, не. Јас цело време се занимавав со дирижабли и воздухопловство. Од таа тематика не се откажав. Работев во аеростатиката. Беа создадени првите дирижабли Аеростатика 01, Аеростатика 02, каде што јас директно учествував, бидејќи бев таму началник на оддел, заменик на главниот конструктор. Тоа се едноседни дирижабли. Но парите не беа доделени, а државата не беше заинтересирана. Државата тогаш не доделуваше пари. Но имаше приватни нарачатели, ние снимавме со Аеростатика 02 во уметнички филмови, кинески сервис таму. И летавме со реклама над Москва. Тогаш беше полесно да се лета над Москва,
полесно беше да се добие дозвола. И ние летавме, а дирижаблот стоеше во Тушино, сега тоа е веќе изградено, тогаш беше уште аеродром. И таму беше базиран и летавме и навднх и долж реката Москва. Па, беа дозволени некои маршрути над Москва и ние летавме со реклама на различни предпријатија, на тоа, например, заработувавме. Истото и во филмовите се снимавме. Но потоа оваа тема во аеростатиката практично, например, можеби замре. Многу лошо стана со финансирањето. Ме поканија во воздухопловниот центар Авгур од 2000 година и фактички 20 години таму работев. Ме поканија како началник на конструкторското биро токму и јас го создавав во воздухопловниот центар Авгур. Со текот на времето, овој центар стана водечко предпријатие за воздухопловство и изградба на дирижабли во Русија. Беа создадени околу 10 дирижабли различни. Едносед, еден двоседни, па може да се каже 4 и колку. 1, 2, 3, 4, 5, а од 30 10-местни дирижабли. И многу донесени аеростатни комплекси, тоа беше државна нарачка. Односно, во најдобрите години во воздухопловниот центар Авгур работеа до 300 луѓе. И имавме затворен циклус, имавме производство, развој, имавме производство. Само кај нас беше обвивката и општата монтажа и тестирањата беа кај нас. Односно, генерално, доста успешно произведувавме производи. А каде се тие дирижабли? Па веќе им истече ресурсот, рокот на служба. Некои се наоѓаат во Киржач, во хангар, таму 1 или 2, а останатите веќе се отпишани. Па, не знам, еден го продадовме во Франција, дирижабл. Таа фирма е Валерис, но дури и таму не е сосема дирижабл. Ние ја направивме обвивката, опашката, корпусот на гондолата, тоа беше нивна собствена разработка. Не знам, тие ги експлоатираа околу 6, 7, 8 години, летаа по нивните одморалишта со реклама. Па, понатаму, ресурсот им истече, не знам. Колку е ресурсот на дирижабл? Па, знаете, различно е воопшто, како да кажам, ако летате на апаратот, може да биде 20-25 години. Но тоа е со услов на замена на одредени делови. Со одржување. Со услов на правилно одржување. Не, па, техничкото одржување е исто така природно. Но и замена. Например, треба да се замени обвивката. Обвивката таа служи околу 5 години. Понатаму треба добро да се замени, бидејќи веќе може да не го држи добро хелиумскиот газ всушност и веќе економски не е исплатливо да се експлоатира, бидејќи губи многу газ. Има и други елементи. Некои уреди, опрема и тие имаат свој назначен век на траење, свој ресурс. Погонската единица на моторот, таа треба да се направи капитален ремонт. Па, значи секој има свој, но всушност гондолата се смета според неа. Тоа е железо или композит. Има 20-25 години голем век на траење. Значи така. И 2020 година доаѓа кога ќе заминете од таму. Да, си заминувам и всушност работев во различни фирми. Па, и таму бев главен конструктор на предпријатието. Сите дирижабли. И сите дирижабли. Па, дирижабли, воздухопловни апарати, други. Има такви донесени аеростати. Се занимававме и со донесен, пилотиран аеростат. Тоа го нарекува аеролифт. Тоа се крева на висина од 150 метри на јажето. Има такви. Француска фирма се занимава, британска фирма. Во многу главни градови низ Европа стои и не само во Европа. Се крева на висина од 150 метри, 200. Таму има таква кружна гондола, топка гондола.
На јажето се крева нагоре од височина. Луѓето шетаат, гледаат над тоа место, односно се спушта надолу. Во последно време планиравме да развиеме такво нешто за Ерусалим, но по последните настани сето тоа запре. Толку интересно. Зошто прашувам? Никогаш ли не сте престанале со активностите токму во развојот на воздухопловни апарати? Ова е толку интересно, бидејќи додека Solar Group не се прослави со оваа вест дека земаме нов проект за финансирање и тоа ќе бидат дирижабли и сите има вакви очи. Што дирижабли? Зошто? Од каде? Тие едноставно паднаа од небото, а се испостави дека меѓу нас има луѓе кои се занимаваат со тоа безпрестан, со децении. Дирижаблите всушност не исчезнаа, поточно, никогаш не заминаа од нас, тие секогаш беа некаде блиску. Но тоа беа сепак такви еднократни работи. Например, главно, она со што се занимавав беше, да речеме, државни нарачки. Но оваа насока во земјата постојано, не дека многу активно се развиваше, но сепак се развиваше. Затоа што нема толку многу физички принципи, да речеме, налетање во атмосферата. Да, постојат аеростатички, ете за кои зборуваме. Ова го користи подигнувачката сила или силата на Архимед, која на некој начин е изместен волумен на течност или тежина. Тежината на изместениот волумен на течност или газ делува со сила, која делува нагоре, потиснувачка сила, наречена сила на Архимед. Иако оваа тежина на овој волумен е помала од тежината на воздухот, тогаш се појавува сила нагоре, која се нарекува аеростатска сила. Во вода подморници пливаат или луѓе пливаат, тоа е во вода силата на Архимед, во воздухот постои иста таква сила. Постои аеродинамичка, тоа се авионите што летаат, да, и постојат реактивни ракети што летаат. Па во основа, практичност може да има некои електромагнетни, уште други, но во принцип постојат три типа апарати. Иако постои физички принцип, закон, тогаш не го користиме е грешно. Тоа ни е дадено од природата како такви можности. Друго е тоа што постојат различни фази на развој на оваа техника. Некогаш ги забораваат, некогаш се возобновуваат, се појавуваат нови материјали, нови технологии. Нови предизвици. Да, нови задачи. Станува економски исплатливо. Но сепак, во многу земји со ова се занимаваа постојано, секогаш барем во развиените. Тоа значи Советскиот сојуз, Руската федерација, Европа, Германија, Велика Британија, Франција, Америка, сега Кина, исто така многу фирми кои се занимаваат со ова, се обидуваат да го користат. Интересно. И како се случи оваа средба со Solar Group? Како дојдовте до тоа? Ве најдоа, вие најдовте. Тоа беше повик, тоа беше средба. Како беше тоа? Се случи така што, всушност, учествував на првата средба, кога имаше многу представници, кога беше уште и Александар Николаевич Кирилин таму. Тоа беше презентација. Во септември беше, нели? Презентација на проектот Дирижаблов новата генерација. Како што разбирате, кругот на специјалисти во оваа област е доста тесен. Тој сакаше јас да станам, ако сето тоа тргне, негов заменик, токму за прашањата за пресметки и сертификација да се занимавал. Таму исто така го покани и Зубкевич Вадим, и Дмитрий Хмель, како и други специјалисти. И бидејќи ме поканија, погледнав како тоа се одвива и донесов одлука да учествувам во ова предпријатие, например. И вие си заминавте од претходното работно место. Да, чекав и на сите им кажував постојано дека во октомври 2024 година ќе донесам одлука за тоа со што ќе се занимавам и чекам различни понуди. Понудата од Solar Group се покажа како најпривлечна, да речеме на некој начин. А сите останати во тој момент или не дадоа своји понуди или молчеа.
Или понудите не беа толку привлечни? Да речеме така. Добро, и сега доаѓаме до вториот дел од прашањето. Конкретно вашата област, влијание и компетенции. Иако во сегашниот момент не поседуваме конструкторско биро, проектантско биро како такво, во вистинска смисла на зборот, но нашата обврска е, прво, постепено и внимателно да го создадеме, да го формираме и изградиме, и второ, да раководиме, управуваме и координираме со сите тие специјалисти кои во моментот ги имаме, ги поседуваме во нашиот тим, оставајќи го настрана фактичкиот водечки инженер-конструктор на воздушниот брод Нова 2, тоа е господин Зубкевич Владимир. Тој е одговорен за техничката страна, за изгледот, да речеме, на апаратот. Тој го предлага, тој е одговорен за тоа апаратот, воопшто да ги реализира одредените својства и да одговара, ако би имале техничка задача, тој е одговорен за тоа апаратот да одговара на таа техничка задача. Например, и така натаму, и така натаму, и така натаму. Ние таква техничка задача изработивме внатре во предпријатието и по тој пат се движиме. Тоа е неговата компетенција. Моја компетенција е да се осигурам дека тоа на крајот ќе биде реализирано. Токму реализирано. Тоа значи дека јас ја задавам работата на специјалистите, конструкторите, пресметувачите и ја прифаќам таа работа. Не секоја, не целата. Со Вадим Зубкевич ги имаме поделено сферите на влијание, значи така е организирано. Постојат технички лица кои даваат задачи на други луѓе, но луѓето официјално, функционално се подчинети, да речеме, се создава таква пирамида, каде на врвот е Константинов како раководител, а под него сум јас, например, можеби, или нешто слично. И како друга гранка, тоа е техничката, тој дава задача да се пресмета нешто, да се изработат цртежи за нешто и, во принцип, потенцијално и тој и јас ги проверуваме нив, например, можеби и така натаму. Значи, тој е одговорен за техниката, а јас за организацијскиот дел. А останатите конструктори се повеќе извршители. И тие доаѓаат кај вас и велат тоа што ни го нацртавте. Такво нешто не постои во природата, овие материјали не можеме да ги најдеме. Ова е невозможно да се реализира, бидејќи е така. Ние ви предлагаме вакви опции, значи така се одвива оваа комуникација. Па зошто мора да биде така? Може и така да биде, да, што обично се случува, дадена е работа, тие ја завршиле, дошле, известиле. Тоа е идеален случај за шефот, кога кажеш, подредениот на половина збор го фатил задачата и без да праша ништо си заминал и донал подобро утре, а уште подобро вчера веќе завршена задача и ја известил. Тоа е идеално, но такво нешто не се случува. Можам да набројам, еве имам тука од што всушност па како се планира. Гледаме што треба да содржи конструкторското биро, за да се разбере. Тоа е, прво, одделот за општи видови се нарекува или проектен оддел. Тој треба да го разработи техничкиот изглед, да издаде најопшти видови и некои шеми, например. Да, тој е вработен во овој оддел. Тоа значи, тоа е човек кој, да речеме, е максимално подготвен за сите прашања, но не е неопходно да знае некои детали за аеродинамика или нешто друго. Тој треба, како аналитичар, да собере и да предложи свој некаков изглед на визија. Главниот конструктор според задачата на главниот конструктор или одделен дел, например, гондоли и корпуси и така натаму, опашка. И тоа се такви специјалисти, еве кај нас таков проектен оддел. Кај нас веќе има специјалисти неколкумина, но бидејќи сме малку, ние малку ги обединивме одделите. Јас овде го проширив. Кај нас и специјалисти за обвивка, за проектирана обвивка исто така сега влегуваат во овој оддел. Значи, следниот оддел е пресметковно-теоретскиот оддел. Тој потоа може да се распадне. На авијациските предпријатија тоа се многу луѓе.
Тоа се луѓе кои кај нас се специализираат, се занимаваат со пресметки на аеростатика, елементи на воздушно-гасовен систем. Имаме такви. Тоа е пресметка на маса, летнотехнички карактеристики, тоа се аеродинамички карактеристики, динамика на летот. Денес има вработен. Кој што, кај нас има неколку вработени, не еден. Овде во овој оддел. Да, секако. Имаме динамика на летот, оптоварувања, цврстина, топлински пресметки. Тоа е целосен комплекс. Имаме. Прво, јас сум специјалист, да речеме, за пресметковниот дел, да. Имаме луѓе кои се занимаваат со аеростатика, имаат пресметки на агрегати на воздушно-гасовниот систем. Масите ги води исто така аеродинамика, динамика, оптоварувања и цврстина. Воопшто имаме само што се многу малку. Тоа значи дека човек се занимава со 3-4 видови работи. Тоа значи, кога предпријатието ќе почне да работи на поопшто ниво, тогаш овие сили нема да бидат доволни, ќе се вработуваат луѓе со потесни профили, за да еден човек не извршува многу задачи. Тој може да биде раководител на некој оддел и ќе има подредени кои ќе разгледуваат повеќе детали. Затоа што кога ќе започне изработката на проектирањето, ќе бидат потребни повеќе инженери за цврстина, бидејќи речиси секој дел треба да се пресмета за цврстина, ние треба да обезбедиме сигурност. Тоа е авион, добро. Таму ќе бидат потребни повеќе луѓе. Следниот е одделот за конструкција на обвивки. Тие се одговорни за развојот на големите делови. Тоа се обвивки, гондоли, различни рамки, опашка на дирижаблот, носно за екнување, има такви елементи, значи тоа е развој на сите конструктивни елементи. И ние имаме неколку луѓе кои се занимаваат со тоа, но за дирижаблот, Нова 2, планираме поголемиот дел од работата да ја предадеме на специјалистите од ОСКПСМАЙ, да речеме така. Со нив долго време соработувавме преку воздухопловниот центар Авгур. Знаеме дека се специјалисти на сериозно ниво и се надеваме дека нема да ни изневерат и дополнително. Јас, всушност, со кого и да разговарам од Аронова, сите на некој начин се поврзани со СМАЙ. Или ги бранат своите докторски дисертации, или, во принцип, предаваат во МАЙ. Фјодор Константинов, додека ми правеше тура, ми покажа дека постои некој лабораториски дел од канцеларијата и таму ќе бидат поканети студенти од МАЙ. МАЙ има многу тесна соработка. Тоа е правилно. Јас само. Ние не само со МАЙ имаме тесна соработка. Имаме исто така тесна соработка со Бауман, како што сега се нарекува Државнотехничкиот универзитет Московски ТМУКТУК. Јас завршив висока техничка школа, која во тоа време се нарекуваше по Бауман. Тоа се, веројатно, најдобрите универзитети во нашата земја кои се занимаваат со аерокосмичка тематика, да речеме така. Затоа, секако, ние сме заинтересирани да привлекуваме студенти од таму. Треба да ги воспитуваме и да ги подготвиме за иднината и нивниот професионален развој. Во Авгур, кога почнам да го создадам КП, поканивме 5-6 студенти од 4-5 година. Потоа тие се одбранија и останаа кај нас. Тоа се луѓе, ние веќе таму повеќе од 40 години, тие веќе, да, дел од нив соработуваат со нас, но дел веќе зазедоа водечки позиции во авиациската индустрија и веќе е тешко да ги привлечеме назад, што се вели. И одново треба да создадеме, да се обидеме некако од студентите да почнеме. Одлично, ми се чини дека тоа малку, да, враќа во советските години, кога учеше. Веќе дури и на етапата на учење ти беше јасно каде ќе работиш. Не излегуваше од институтот со исплашено лице, што да правам понатаму кому му требам. Ми се чини дека тоа е многу добро и за студентите. Знаете, најинтересно е што во техничките факултети, сега ако дојдете и прашате професор, например, во истиот МАЙ, дали имаш способни студенти? Тој ќе каже, да, но сите се веќе ангажирани. Почнувајќи од 4-та година, сите се веќе некаде вработени. Значи,
Оние кои сакаат, способните и оние кои сакаат да ја поврзат својата понатамошна кариера, односно работната активност токму со авиацијата, речиси сите веќе се вработени. О, интересно, а како тоа се случува, кој знае за успесите? Во која фаза им нудат воопшто нешто? Предавачи. Има предавачи кои предаваат и работат некаде. Или кај предавачите, како што јас се обраќам, дали имаш? И други се обраќаат и прашуваат. Или на пракса луѓето поминале и таму ги покануваат. Значи, во принцип, и тие велат дека, па, не е така. Треба да се почне од прва, втора година сега. Па, максимум од трета, а понатаму веќе. Или да ги привлечеш, па и тоа е можно, но... Вака испаѓа. Да, така што, да речеме, и во Мај, и во Бауманка, и во водечките универзитети луѓето веќе сите работат, студентите. Па и тоа е таква професија, што ако веќе си почнал, ќе бидеш зафатен и побаруван секогаш. Па, веројатно да, имаше период кога конструкторите не беа побарувани, а сега повторно почна, па веќе 10-5 години ги има малку, и луѓето се побарувани и плаќаат пристојни плати, затоа. Забелешка до нашите млади гледачи. Да, не е столку лошо тука. Ако продолжиме понатаму, па јас брзо ќе поминам. Ова е одделот за бродска опрема. Ова е сета опрема што се наоѓа на бродот. Одделот за системи за управување ги развива. Одделот за системи за електроснабдување и земјена опрема, бидејќи дирижаблите имаат специјална земјена опрема. Тоа можат да бидат јарболи, некои други уреди, на крајот дури и хангар, ако е потребно. Значи, таков состав. И има уште еден многу важен патем, техничка документација и сертификација, бидејќи секој, всушност секој производ мора да биде придружен со упатство за употреба. Како дирижабл, така и летачки апарат. Тоа е детално упатство за летачка експлоатација, ако е пиратско, за експлоатација. Регулатива за работа, како да се работи со него. И тоа е важно како да се напише, за луѓето да разберат како да го одржуваат. А во конкретно нашата тема, сега е многу тешко за разбирање кој го контролира сето тоа, кое министерство треба да ни постави правила на игра. Значи, понекогаш ги нарекувате авиациски власти на земјата. Кој сепак ќе го направи ова? Росавиација. Постојат таков државен орган, наречен Росавиација. Порано тоа беше МАК, меѓудржавен авиациски комитет. Сега Росавиација се грижи за С. Тоа, воопшто, се е пропишано. Постојат закони, соодветни на сертификатите. Луѓето многу често прашуваат како ќе се усогласуваат маршрутите на дирижаблите. Вакви аспекти. Разбирате, тоа е нешто друго. Тоа е сосема. Дирижаблите се сметаат за воздушни пловила. Постојат закони, токму закони за воздушниот простор и неговото користење може да се земе, отвори, прочита. Значи, нема да има разлика дали си хеликоптер, дирижабл, следиш по овој закон. Да. Исто така, мораш да поминеш сертификација. Разбирате ли што е сертификација? Тоа е добивање документ дека си безбеден. Безбеден за околината и безбеден за оние кои се на бродот. Таму има различни нивоа на безбедност, има единечна сертификација, кога немаш право да превезуваш патници за пари, туку само да извршуваш авиациски работи. Па, тука се поедноставни барања. Се смета дека ако човекот е на работа, тој, како да кажеме, разбира на што се впушта, така да се каже, и таму е полесно. А ако продаваш билети и превезуваш патници, тогаш тоа е сосема поинаков однос. И тука треба да се добие сертификат од типот типски, кој е построг. Ова постои во Руската Федерација, тој е прифатен. Јас учествував во тоа исто така во 1996 година, прифатен е таков збир на закони.
Тој е многу сличен на американскиот и ист таков е во Европа и, според мене, во Кина исто така, бидејќи сите се обидуваат да ги направат блиски еден до друг. И сите одат на тоа и даваат дозвола да се користи својот, затоа што е полесно да се продава. Ако, например, во една земја има едно барање за напојувачкиот уред, а во друга земја друго, тогаш излегува дека пред да го продадеш треба, како да кажам, да поминеш валидација. Да, постои таков збор, да се прилагоди на барање. Да се докаже дека тој одговара на туѓите. А ако се слични, валидацијата сепак се спроведува, но таа е веќе попуштена, не бара толку многу пари и време. Затоа имаме норми, но тие се норми кои се прифатени кај нас за дирижабли. Еве, за Нова 2 одговара со бројот на патнички седишта не повеќе од 9. Не повеќе од 9 патници може да се земат без сметаат пилотите. Без да се сметаат. Тоа е така наречената стандардизирана и прифатена категорија, во принцип, од европјаните, особено германците и холанѓаните, беа развиени норми до 19 патници, например. Тоа се така наречените локални авиолинии, community на англиски и други. И постоја така наречените транспортни дирижабли. Нормите за транспортни дирижабли, тоа е каде што веќе нема ограничување погоре, таму се построги барања. Тоа е збирна правила. Не знам, може би 1000 барања кои уредот треба да ги задоволи. Во принцип, ние зборуваме за нашиот прв дирижабл кој планираме да го подигнеме во небото во 2025, 2026 година. Не планираме да превезуваме патници. Како да кажам, планираме да го подигнеме, но не сертифицирано, се разбира. Планираме внатре во Аеронов да го подигнеме уредот, пилотиран со пилот. Токму во тоа време. И тоа е се. Понатаму, бидејќи велиме дека овој уред е сепак демонстратор на технологија, сакаме на него да ги разработиме технологиите за слетување, тоа се системите за управување, автоматскиот систем за управување и технологиите за слетување, за да има помалку, а можеби и воопшто без луѓе на земјата. Тоа веројатно нема да се случи, но да има помалку луѓе кои го експлоатираат на земјата. Тоа се пари, тоа е економија. Колку повеќе луѓе имате за одржување, толку поскапо чини. А може ли да има таков мултифункционален персонал во овој поглед, кој денес е пилот, а утре е на земјата? Дали тоа се различни луѓе? Тоа се различни луѓе. Наземната екипа е наземна. Пилотот не може да излезе од кабината, да трча, да направи нешто, па да се врати назад. Не, пилотите се одделно. Има техничари, диспечери, колку луѓе воопшто треба? Да бидат во тимот. Не, диспечерите се одделно. Тоа не е нашиот тим на вработени. Не не е нашиот тим на вработени. Нашите вработени се тие што се на бродот, тоа се пилотите и тие што конкретно го примаат, помагаат на патниците да излезат, го прикачуваат на нешто, можеби го внесуваат во хангар. А обезбедување, тоа што го кажувате, обезбедување на летот, тоа е, како сега, може да се поднесе барање во УВД, само управување не со внатрешни работи, туку со воздушен сообраќај. Да, и тие ќе ви дозволат. Еве, некоја рута или имате постојана рута, како што лета авионот. Например, од Москва до Питер има постојано време, постојано одобрение. Сите тие се поставени. Ако некој лета на друго место, тој поднесува барање за дозвола за лет. Може да не му дозволат, но по некои причини, по посебни таму, некој затворена зона од војската или нешто друго. Но обично дозволуваат, но за тоа уредот треба да има бортни броеви. Треба да биде регистриран како автомобил. Има броеви, без броеви ќе оди само до полицијата или некаде друго,
а така постојано да се движи низ градот не може. Истото важи и за секој летечки уред, кој треба да има бортни броеви, соодветни документи, технички пасош, да го наречеме поинаку, кои му дозволуваат да биде во воздухот, дека е безбеден. Безбеден, и за да се добие овој документ, треба да се помине сертификација на различни, како што велам, варијанти. И кога ќе се поминат сите овие процедури, ние се јавуваме во УВД, која не е на внатрешни работи и велиме, сакаме да летаме Москва. Не знам каде сакате, но таму има одредена процедура. И тие велат, барањето е прифатено и потоа ви се враќа вашиот маршрут и вие строго по него можете да летате во одредени денови во одредено време. Многу фазги. Но не, тоа се прави на известувачки начин и ред и во принцип не представува проблем ако се во ред, ако имате соодветен апарат и представувате организација која може да лета, бидејќи треба да бидете некоја компанија која има право и дозвола да одржува и управува со дирижабли, што е важно за безбедноста и регулативите. И самиот дирижабл е во техничка состојба, потврдена. Да, тој има некаков документ дека има летна способност, да речеме, например, нормална. Тогаш, тоа, ве молам, може. Главно, прво, второ, да се има апарат. Второ, тој апарат да ги исполнува тие барања, изложени во тие, како што велам, така наречени норми на летна способност, тие се познати. И треба да се знаат, да се изучуваат и да се гради апарат, како да се почитуваат тие барања. Па можам да дадам едноставен пример, за да биде јасно. Например, постои барање дека помеѓу моторниот одсек и патничката кабина треба да има огноотпорен зид и така натаму, и слично, и други слични барања и услови. Може да се потврди дека ја имате, но треба физички да му покажете на проверувачот. Треба или да покажете цртежи дека ја имате. Но, како да докажете дека е огноотпорна, што е потребно за тоа? Или ја правите, например, од алуминиум, но со одредена дебелина, не се сеќавам точно на дебелината, или од челик исто така со одредена дебелина, но помала. Па, челик, например, да речеме 1 мм дебелина, но веднаш кажувам дека тоа не е така, а од алуминиумски легури како дуралуминиум, например, 1,5 мм или 2, и тоа е доволно. Значи, ако не е помало од оваа величина, тоа е доволно. Или едноставно го вклучувате тоа во конструкцијата и не размислувате за тоа, бидејќи веќе некој пред вас размислил и рекол дека ова е соодветно. Ги помина тестови. Или тогаш не знаете ништо, правите како што знаете, а потоа ви велат, испитувај, чекај го тоа, докажувај на ова, дека и 5-тото и 10-тото. На крајот, прво, тоа ќе биде многу поскапо, а второ, не е факт дека ќе издржи, ако не сте го провериле. Затоа, сега, може би, дури и тука малку, ново прашање имаме. Да, се појавува. Затоа дирижаблите од новата генерација не подразбираат некакви директни експерименти, може би нешто, некои иновативни идеи. Ајде да направиме дирижабл во форма на таблет од некој таму, не знам, злато, односно нема да има некакви остри одстапувања од нормите кои функционираат. Сега ќе кажат, не, ќе експериментираме. Не, ќе експериментираме и во принцип во нормите се вградени можности за експеримент. Тоа не значи дека треба директно да се движиме. Продјах тоа. Не, директно. И не чекор лево, чекор десно, стрелање. Не, такво нешто нема. Ве молам, може. Но само треба да се избере и да се разбере зашто се прави тоа. И дали вреди да се трошат сили и напори на тоа. И најважно, тука е и економската оправданост, например, секако и така натаму. Добро, ние директно пристигнавме до ова прашање.
Раскажете за потенцијално успешен комерцијално, но и не само комерцијално, потенцијално успешен дирижабл според вас. Кон таков дирижабл треба да се движиме постепено. Имаше искуство и со германската фирма Cargo Lifter, а сега, искрено кажано, постои фирма која се занимава со Flying Walls, тоа е нешто како воздушни китови, да. Француска фирма кој веднаш рекоа дека ќе правиме големи дирижабли, кои ќе бидат товарни големи дирижабли и други слични проекти, например, и така натаму. Може да се впуштиме во голема работа, но лично ми се чини. Особено за нашата група, за Solar Group и особено за Аронов, е навистина многу важно да постојано ги демонстрираме нашите чекори, да одиме напред и да не се затвориме во себе и 10 години ништо да не покажеме. И тогаш луѓето ќе изгубат доверба. Тука по принципот да, на синици и жеравли. Значи да правиме мали чекорчиња и тоа секогаш ќе го демонстрираме и, како да кажам, ќе го тестираме. Ке имаме нешто реално, може би нема да молчиме 10 години, а потоа, ура, ќе пуштиме огромен дирижабл. Ке почнеме со мали чекори, но ке ни функционира активно. Тоа е прво. Второ, луѓето ќе добијат искуство, ќе научат како да прават и повеќе. И кооперацијата ќе се создаде, што е исто така многу важно, бидејќи, знаете, например, дирижабл кој превезува стопатници е речиси исто како авион кој исто така превезува стопатници, нели? Нивото е приближно исто, а авионските компании кои создаваат такви се огромни. Тие не се појавија вчера и значи кон тоа исто така треба да се оди, бидејќи обидувајќи се веднаш да се соберат CTAs, а луѓето не се специјалисти, тој може да биде одличен конструктор, но да не го разбира воздухопловството, му треба некое време за да го научи тоа. Затоа треба да се оди чекор по чекор, мислам. А да секако ако 10 години молчиш и ништо не покажуваш, сите инвеститори ќе побегнат од тебе бидејќи не даваш никакви резултати. Првиот се гради пилотиран со пилот без ништо, да речеме например. А понатаму ќе продолжи, планираме да се развиваме во две насоки. Првата е патничка варијанта. Сакаме да биде 6-местен и покрај тоа, всушност, планираме да го користиме како основа за беспилотно летало за превоз на товар, например. Иако, на крајот, тоа е нашата цел. Но повторно, јасно е, тоа е 500 килограми на 500 километри, така наречено, да, обсек од 500 километри, 500 килограми товар, кон тоа се стремиме. Но тоа не е, тој може да биде комерцијално успешен, може да се заработува на него, но повторно, сето тоа се демонстратори на технологијата, и на таа технологија, и на патничката, и на товарниот превоз. Сепак ќе се стремиме кон поголеми обеми, размери. И следниот чекор, кој мислиме дека ќе ни биде многу значаен и важен, е околу 8500 кубни метри волумен. Тоа веќе е доволно голем и значаен и важен апарат. За цели тој. Тоа е екскурзионен дирижабл. Таму, например, 2-3 часа ги возат. Некаде над тоа качуваат нови. Значи, тоа е такво. Сакаме на него да разработиме така наречен комбиниран погонски систем. Значи, воопшто да се премине на електрична енергија, да речеме така. Значи, да биде тивко, малку да загадува, еколошки чисто. Од каде да се зема енергијата? Па, најверојатно, од мотор со внатрешно согорување, иако имаме некои нови разработки, некои интересни за оваа инсталација. Значи, ние сакаме. Па, има многу паркови каде што не може да се лета, да речеме, да се загадува воздухот. А ова, па и воопшто, тоа е тренд сега, премин на електричен погон. Тоа е следниот чекор. Па, следниот апарат е транспортен апарат, кој може да биде круизен дирижабл
со волумен од околу 30.000 кубни метри. Тоа е некаде, па 10 тони товар да носи. Но тоа е разработка на цврста шема. И тоа не е целта. Ке дојдеме целта. Еве сега. Следната фаза. Нашата цел. Ние сакаме да пренесуваме товар со носивост од 60 тони. Тоа е целта. Зошто 60 тони? Ке објаснам. Бидејќи сите товарни превози, како во нашата земја, така и во светот, сите товари обично се делат на 60 тони. 60 тони, тоа е носивоста на вагон, на тоа се пресметани сите мостови, сите тунели, железничките пруги, инфраструктурата, вклучувајќи и тоа се патиштата. Значи, ако пренесуваш 60 тони, пренесуваш практичност и можеш да замениш што било. Секој транспорт. Секој транспорт, но ние не сакаме да замениме секој транспорт и, во принцип, не планираме да го правиме тоа. Ние сакаме другиот транспорт да достави некаде, а ние да доставиме таму каде што веќе не може, каде што хеликоптерот не може да стигне. Хеликоптерот зема максимум 20 тони. Авион, па за таков голем авион, тоа е голем авион, потребна е инфраструктура на северот, на далечниот исток, каде што е невозможно да се изгради економски неисплатливо. Значи ние фактички можеме да станеме. Дирижаблот ќе биде многу успешен ако биде елемент на инфраструктурата. Разбирате, некога нешто да се достави, туку како пат, како железничка, како автопат, така воздушна дирижабл. И тогаш ќе бидат потребни стотици, можеби илјадници, и тогаш тоа веќе е сигурно индустрија, и тогаш веќе никакви катаклизми не се страшни за предпријатието. Да, веројатно и за ниту едно предпријатие. Еве добивме ново мислење, бидејќи сите оние кои претходно беа мои гости на подкастот, веројатно, сите велеа дека ја гледаат иднината на компанијата Аронова токму во насока на некакви вакви, например, забавни екскурзии. Односно, луѓето ќе трошат пари за да видат колку е возбудливо да се вози на дирижабл, да се видат некои пејзажи. Сега имаме ново мислење дека многу поатрактивно од бизнис перспектива е токму транспортот на големи товари до недостапни точки. Например, Недостапни или таму каде што е тешко, па, например, да се достави. Или можат да бидат некои габаритни, да. Што? Па, има многу. неделиви товари, колку што разбрав. Па да. Но само понекогаш велат, ајде 200 тони одеднаш. Еве ги неделивите товари, но тоа се некои реактори, тоа се турбини кои се многу тешки за создавање и подесување. Излегува, може да се подели овој товар да се достави, но само излегува, на местото каде што е истоварен, треба да се создаде цела фабрика, па, барем работилница, за да се собере и како да се подеси. И секако, сите велат, еве го таков на фабриката производител, доставете. Но знаете, можеби ќе дојдеме до тоа, но тоа е многу далечна цел. И најважното е што за доставата на такви товари цената веќе не игра улога, бидејќи тие сами по себе се толку скапи, и толку скапо е нивното, што таму се подготвени да платат речиси било какви пари дополнително и... Па, јасно, во разумни граници, но прашањето е друго, што такви товари има многу малку во светот дури и колку такви апарати треба таму. Па, 5-6, така мислам. И оваа индустрија, да, таа е важна, но еве оваа сфера, но... Таа сепак, како да кажам, ако дирижабл утре се појави таков, тој секако би бил успешен, би нашол пари за својата експлоатација, за своето одржување, би донесувал многу голем профит, дури и малку летајки, кога е потребно. Но изградбата на таков апарат, прво, тоа се огромни пари, и второ, кога само ќе има поврат од неговата изградба,
Па, мислам дека е малку веројатно. А тоа што го кажувам, 60 тони, тоа како да кажам, тоа е масовен товарен капацитет. Тоа значи дека превезувате практично 99 од товарите што постојат. Вие доставувате. И тогаш тоа е веќе сосема друго. Па, друго квалитет. И туризмот, да, може да биде профитабилен и ќе биде профитабилен, но многу зависи од тоа каде е. Но таков бурен развој тие немаат токму во туристичката индустрија и развојот е брз и во други индустрии, веројатно затоа што се многу барани, тие се барани во Германија, но 2 летаат 2 дирижабли и тоа е навистина интересно и тоа е се. Некаде уште, еве во Кина сега изградија, велат дека таму имаат 9-местен исто така во рамките на ова изградено и добиле сертификат, сертифицирале. Речи си имаат повеќе од 100, па како да кажам, преднарачки за овој апарат. Па, не знам, ќе видиме зашто. Кина е огромна земја, многу луѓе. Па, воопшто, товарот ќе треба да се пренесува толку долго колку што ќе постои планетата, а на екскурзија човек ќе оди само еднаш, и тоа е тоа, повеќе не му треба, повеќе не му е интересно. Ке погледне од дирижабл, вид од озгора, ке плови и во суштина гешталтот ке се затвори. Сонот се оствари. И секогаш ке треба да транспортирате тоа. И без тоа не може да се избегне. И најважно, токму па каков товар, да, тука е важно. Веројатно и 10-тонецот може да најде, сигурно ќе најде своја ниша на примена. И, можеби, дирижаблот, поради тоа што е сам по себе голем, може да пренесува и негабаритни товари, кои не можат да се сместат во ништо друго. А може ли, или може би веќе премногу сонувам, може ли една компанија, па, например, Аеронова, да создава дирижабли мали, екскурзиони, товарни од 10 тони, 60 тони, или може би сонувам 100 години напред? Не, зошто? Може би треба. Конечно, тоа е реално и треба да се стремиме кон тоа. Но ние зборуваме дека одиме кон големото, преку малите. Но ние да не ќе заборавиме на малите. Не, тоа ќе продолжи да работи и функционира. Да носи пари, ние ќе продолжиме понатаму. Тоа е бесмислено да се фрли и да се заборави на она што веќе си го направил. Вложил си пари, условно кажано, отворил златна жила, а потоа се свртуваш и одиш. Нека дојде некој друг. Па да, знаете, бројот на вработени е ограничен, да. Излезе некој мал дирижабел, разбравме како функционира, одиме на следниот чекор, а овој дирижабел ќе го продадеме на некого и продолжуваме понатаму. Или ќе има доволно ресурси, кои ќе се појават со проширувањето за да се задржи она што веќе е постигнато, да се работи на новото, да се лансира новото. А вие знаете, мислам дека всушност, прво, навистина треба да има доволно, а второ, тука работат конструктивци и калкулации на новото. И калкулации, да. Тоа се проектанти и разработчици, да речеме, на новата техника. На она што веќе е направено, тие помалку трошат време. Затоа. Но, кога се развива новото, производството ќе биде, па, не е зафатено со ништо. Нека работи на она што веќе е разработено. На крајот развиено. Има различни тестери, има фабрички кои ќе тестираат. Тоа значи дека веќе се пренесува на, да речеме, сериско производство. И така е, треба да донесе пари и да обезбеди, например, нови случувања. Ова е општо. Па види, така живеат сите. Да, растот и движењето ќе бидат што ги интересира. Треба да биде така, да, и да носи профит за компанијата. Значи, задолжително е да не се чека, туку да се излезе на некакво сериско производство. Тоа носи пари, токму серијата носи пари, а не развојот. Развојот, тоа се главно трошоци, а првиот апарат, а потоа, кога веќе дублираш, ти веќе си потрошил се. И тоа може да се продава на други. Тоа не значи дека Аеронова треба да експлоатира се.
ќе се создаваат транспортни компании во нашата земја, па и каде било слободно. Да, таму конструктивците можат да бидат потребни за, например, бродот, тој ретко изгледа исто како другите. Но има серија, основата е иста. А ние имаме нешто што сакаат таму, црвен горен дел, син долен дел, молам или обратно. Па и тука, но тоа се мали нијанси, да. Добро, ние со вас малку мечтавме. Но се надевам и верувам и посакувам, како што обично велам на крајот од подкастот, посакувам да тимот ја исполни сета она што ја замислил за да смо оди во прилог. И голема благодарност за тоа што денеска бевте искрени со мене, не се плашевте да изразите алтернативна точка на гледање. Мислам дека ќе има многу коментари под овој епизод, бидејќи до сега с време зборувавме за туристички дирижабли. Денеска отворивме нова насока за развој на компанијата Аероновак. Ви благодарам за оваа можност. Среќна нова година на вас и на нашите слушатели. Имам обични човечки желби за луѓето, да бидат здрави, среќни и да имаат повеќе среќа. А дирижабли ќе создадеме. Воопшто, вие се грижите за своето среќа, а дирижабли ќе изградиме. Благодариме на сите за гледањето и благодариме што дојдовте кај нас на гости. Ќе се видиме.